Добар ден и од мен. Започва Нула Плюс на телевизија Телма. Грчевите кај бебињата се еден од најчестите проблеми со кои што се соочуваат родителите во првите недели по доаѓањето од болницата. Некои истражувања покажуваат дека дури кај 50% од бебињата се јавуваат грчевите во првите 3 месеци од животот. Зошто ова се случува? За сето тоа ќе добиете одговор од денешниот гостин, доктор Александар Сајковски, педијатар од Аџибадем Систина. Да, добар ден и ви благодарам за поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Неготешното плачење кај бебињата најчесто се поврзува со грчевите. Зошто се јавуваат овие грчеви? Има ли некои истражувања кои што даваат некој конкретен одговор? Да, тоа е состојба која што по принцип е релативно, да кажем, нормално се појавува. Меѓутоа, пред се, морам да ви кажам, знаете, се почнува од оној момент од метаболизмот на бебето. Бебињата се организми кои што во себе немаат резерви, за разлика од нас возрастните. Значи, ние можеме да не јадеме 4 дена, например, ништо, па да се истрошат резервите за шекери. Кај бебињата резерви нема. Затоа, впрочем, они јадат на секои 3 часа, ако го земеме оној уобичаен ритм на доење, кое што најчесто е на 2,5 до 3 часа. Меѓутоа, доењето, кога ќе почне, да речеме, бебињата се обично организми наши кои што се хранат по принцип цицаат, а во исто време дишат со носот. Дишењето со нос, а во исто време цицање многу често доведува до голтање на воздух. Така. Тој воздух кој се појави во желудничето, односно во цревцата, ако помине од желудникот во цревцата, ги прави, тоа е една од основите за правење на грчевите кај бебињата. Затоа наш стандарден совет е секогаш, значи и секогаш и обавезно и после секој подој детето треба да се држи исправено, нели, исправено на рамото, да почдригне, да кажеме, нели, и да го исфрли тој дел од воздухот кој што го голтнал. Оно што е многу интересно кај бебињата, на што ние често се сретнуваме, значи имате еден концепт дали бебето да се дои цело време, кога сака, како сака, или да се воспостави некој ритм. Сега, студиите покажаат дека бебињата кои што се перманентно на доење, значи, она што викаат кога сака, имаат почесто грчеви, затоа што фактички подригнувањето и исфрлувањето на воздухот е помало. Така да, тој е проблем кој што постои од како постои човечанство. Мислам, тој е проблем кој што е за почетокот, за секоја фамилија вака изгледа травматично и стресно, а во основа не е ништо страшно, само треба да се држиме до правилата, да кажам, и постулатите што треба да се прави. Но има деца кои што ги викаме онака, да употребам термин халапливи, нели, многу сакаат алчни за цицање, за пиење млеко. Лакоми, да. Лакомо бебе, да. Морам да ви кажам дека кај нас лекарите јазиков ни е многу лош, затоа што учиме од различити извори, па затоа може да сгрешам некој зборче. Како и да е, они лакомо цицаат и во тоа лакомо цицање голтаат воздух. Ако не подригне после тоа, сигурно ќе се појават грчеви во стомачето. И впрочем, ќе видите дека кај бебињата секогаш стомачињата, за разлика од нас возрастните, не се онака, нели, не се прави, нели, као жапче бебето, благо подоено. Тоа е од воздухот кој што го голтаат. Порано во минатото се правеа разни обиди да тоа се смири, да се среди, се користеа, да речеме, термофори, топли, и денеска се користат, да кажеме. Пелена затоплена. Затоплена пелена, или дури порано се става во пелена трици, или во едно така сошиено перниче, да кажеме. Помага ли тоа? Па тоа може да помогне малку, меѓутоа тоа носи одредени други ризици. Знаете, можете да претерате со топлината па да му ја изгорите кожичката на бебето. И кожата на бебето е па екстремно тенка. Дури тоа и стално им кажуваме на родителите, кожата на бебето е како слузница кај возрастен човек, така да треба многу внимателно со кожата и самата нега на кожата. Принципа е и вака. Меѓутоа во последно време имате многу голем избор, да кажем, на капки, препарати кои што помагаат во смирувањето на грчевите.
и денеска веќе можеме да кажеме дека тоа е проблем кој се појавува, меѓутоа колку толку знае да се среди, така да не име да се ублажи, барем да се ублажи. Меѓутоа она што е најбитно исто што сакам да споменам, тоа е дека родителите она што мора да научат која е разликата во плачот помеѓу грчевите и плачот кога бебето е гладно. Так, како родителите всушност да препознаат дали тој плаче од грч? Има ли начин? Има, како не. Значи, вака телевизиски кажано наједноставно, за да осетат која е разликата на плачот кога бебето е гладно, во однос, например, на грчеви, најдобро е да биде бебето, значи, барем 2,5-3 часа да не е доен. Кога ќе се испразни желудничето на бебето и кога ќе отиде млекото во свареното млеко во тенкото црево, во тој момент оно почне да плаче за цицење. Тој плач ќе ве дигне кај да сте. Така. Тој плач се разликува, тој е многу интензивен, многу јак, значи не може да не го чуете. Не може разликата, за разлика од тоа, плачот кој што е кај грчеви во стомак е малку онак што би рекле болен плач. Кенка практично детето, нели? Не е толку интензивен плач као кога е гладно. Иако на медицински факултет, кога во принцип им предаваме на студентите по педиатрија, не им покажуваме, обично има такви записи, аудиозаписи. За да може да направат дистинкција, разлика, има повеќе да се научи. Од 70 типови на плач, кои што се разликуваат кај секој бебе. Оно со плачот кажува што му е. Така. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Доколку имате прашање поврзано со темата, слободно може да се јавите. Споменав на почетокот дека најчесто овој проблем се јавува веднаш после раѓањето до 3-тиот месец. Некои родители велат дека е најинтензивен во 6-тата недела. Зошто трае во првите 3 месеци? А потоа се нормализира. Тогаш е и најголема во првите месеци, првите 3 месеци е најголем интензитетот од една страна на доењето, после 4-ти месец почнува дохрана, така да тој дел од доењето и голтањето на воздух се намалува од една страна, а од друга страна самото желудник и цревото на бебињата му треба време да се колонизира со тие пробиотски бактерии што ги викаме. Значи колонизацијата настанува во првите недели и во случај да нема доволно од тие така наречени позитивни бактерии, да кажам, така да ги крстам, во цревото може да се појават кај тие деца повеќе грчеви. Помагат ли пробиотиците во овој проблем? Да, апсолутно. Значи, знаете како бебето кога ќе се роди, оно се раѓа стерилно. Так. Оно впрочем во матката е стерилно, меѓутоа кога ќе излезе во живиот свет, почне да се колонизира со бактерии. Тоа најмногу се манифестира на кожата, например, стафилококи и разни други бактерии, меѓутоа и во цревото. Значи, од желудникот до тенкото црево. Бактериите, пробиотските бактерии, можеме да ги кажеме, таа се две големи групи, тие се викаат лактобацилуси и бифидобактериуми. Они во цревото се множат, обезбедуваат баланс на микроорганизмите. Оставам да ви кажам, знаете како, е многу интересно дека човековото тело има помалце живи клетки со кои што ние живееме, отколку што имаме микроорганизми во цревото. И нас не е многу битно да на бебињата им помогнеме прво, особено децата кои што се родени со царски рез. Така, има тука разлика, споменавте, не исто да се роди бебето спонтано и со царски рез. Значи, апсолутно, значи бебињата кои што се родени спонтано, излагајќи низ родилните канали, они внесуваат во себе пробиотски бактерии. Так. Например, еден пробиотик што се вика Lactobacillus reuteri protectis е најден во флората на родилните канали и бебето кога излага го внесува во себе и он почнува брзо да се множи. Ке бебињата кои што се родени со царски рез, тој момент го нема и колонизацијата со позитивните бактерии е поспора. Затоа ние ги користиме пробиотиците и ги даваме уште у таа фаза кога ќе се родат, односно кога се првите денови стари или кога си одат дома, после 4-ти, 5-ти ден. Како природата го решила тоа, да? Природата многу интересно го решила. Тој пробиотик, тој лактобацил, например, е прв пат најден дека го има и во мајчиното млеко од 1990 година. Так. Значи и мајчиното млеко го содржи. Има всушност природен пробиотик. Да. Имаме гледачи на линија, да ги слушнеме, па ќе продолжиме со разговорот. Добар ден, повелете, кој се јавува. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Поздрав до доктор Сајковски.
ќе го замолам да ми одговори на следново прашање. Малиот е, значи, неполни, односно само што наполни 2 месеци, на неполни 4 недели не фатија грчеви, со користење на колиев капки, да речам, се средија. Меѓутоа, после 2-3 недели повторно се активира. Особено беа интензивни минатата недела. Сега веќе неколку дена како нема бебето грчеви или многу мали. Па прашањето ми е дали да смениме капки, да преминеме на нешто друго, пробиотик кој што јас би го внесувала, тој би го примал, на кој начин да ги решиме грчевите во последниот третиот месец, кога се карактеристични. Така, ви благодарам за јавувањето. Да, значи ова што го спомна вашата гледачка, значи и ова е една типична ситуација, значи овие капки што ги користи се навистина добри капки, меѓутоа они помагаат во метаболирање на млекото. Значи на лактозата во млекото. На нив може да се додадат овие пробиотски капки, ги има тој лактобацилус ройтери, така се вика. Нив може да ги додадат, тие се даваат еднашка на ден 5 капки и заедно со овие капки што ги спомена гледачката може да ги користи заедно, така да тоа е една доста добра добитна, да кажеме, комбинација која во повеќе од 92% од случаи ја смирува целата ситуација со грчевите. Така. Имаме уште еден гледач. Повелете во програма сте. Добар ден. Дали се слушаме? Дали го имаме гледачот на линија? Во ред, пред да продолжиме, да, јас мислам дека слушнав, некој се вклучи во програма. Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Дали може прашање до вашиот доктор, не во склоп со темата, но би сакала една консултација со него, ако може. Ако може накратко, затоа што имам уште многу прашања поврзани со оваа тема, да не излегуваме премногу од концептот. Бебчето ни е 2,5 месеца. Родена е 2800, излезени со 2700 од болница, сега сме 4875. Но проблемот ни е што последната неделя напреднанко е само 150 грама. Дали има потреба од преранување или да се продолжиме само со цицање? Колку е старо бебето? 2 месеца и 10 дена. Аха. Така. Значи не е лош напредокот, знаете како бебињата растат најмногу во првиот месец. Ако се надоење, мајчиното млеко во првиот месец го викаме колострум, колострално млеко фактички, тоа млеко содржи поголема количина на протеини и најчесто бебињата растат во тек на првиот месец од 800 грама па и до 1 кило, дури некогаш и малце нешто повеќе од 1 кило. Меѓутоа, веќе во вториот месец растот не е толку голем. Значи бебињата треба да растат околу 15 до 20 грама просечно на ден. Так. Зборам за вториот и третиот месец. Додека во првиот знаат да растат 25 до 35 грама на ден, значи повеќе отколку во вториот и во третиот месец. Сега тој момент многу често се случува да родителите бидат исплашени и мислат дека детево не им напредува, а у суштина напредува добро. Така. Така. Да. Во ред, јас се надевам дека сте задоволна од одговорот. Мислам дека имаме уште еден гледач на линија, да го вклучиме и него. Добар ден, повелете. Добар ден. Ја пред малку се увак, дали мене ме слушавте или Да, ве слушаме. Повелете, сега стопно. пред малку се увак да не повторувам, значи се работи за внуче 2 годишно. Така. Подкаштувам малку подкаштувам. Конкретни резултати има 116 хемоглобин и 15.000 леукоцити. Дали докторот директно ви предпишал антибиотик или не? Не. Со инекција? Не. Така. Значи антибиотиците се една тема за која навистина треба многу да се зборува кај нас. Надворе од оваа тема, меѓутоа по принцип сакам да ви кажам дека Македонија е земја во која што навистина доста се користат антибиотици и по принцип нема потреба толку да се користат. Ние често пати разговараме дека, значи, епидемиологијата убаво ни кажува дека 90% од инфекциите кои што ги добиваат луѓето, односно децата, се вирусни инфекции. Тоа значи дека ако ке мене денеска влезат во амбуланта 10 деца болни, 9 се со вирусни инфекции. Значи 9 не треба да примат антибиотик, едно евентуално, се нели вака кажувам као у проценти кажам, сликовито. Меѓутоа, давањето на антибиотици, ако не е јасна бактериска инфекција, нема потреба да се користат. Така. Мислам дека имаме уште еден гледач, да го вклучиме и него. Добар ден, повелете.
Добар ден. Добар ден. Кој е вашето прашање? Поздрав до докторот, имам едно прашање. Именно бебето денеска прави точно 1 месец. Од пред 2 недели почна да му се затнува носето многу. Го однесовме на педијатар, ни кажа освен физиолошки раствор и влечење со пумпица, ништо друго. Ама еве продолжува, значи се повеќе му се затнува и едва диши. Докторот ни рече нема потреба од антибиотика и од брисеви, ама тоа се мачи да диши, не може ни да цица. Така и ова е еден многу чест проблем за кој што се јавуваат гледачите затната носо ова е веројатно еден од морам искрено да ви кажам, еден од најдосадните проблеми што може еден родителите да го имаат. Ова се најчесто, значи затнување на нос или секреција од нос, најчесто може да е причината од лесна вирусна инфекција, настинка, да кажам така, нели? И во тој момент се лачи малце повеќе секрет и детето станува нервозно, не може да цица, оти оно кога цица, нели рековме на почеток, дише со носот и се појавуваат, може да се појават проблеми и со доењето и со исхраната воопшто. Ако и за ова детенце важи истиот принцип, ако ние навистина давање на антибиотик, ако нема потреба, ако не е јасна бактериска инфекција, значи ако е бактерија, ако сме јасни дека е бактерија, тогаш вреди да се даде антибиотик. Меѓутоа, ако е настинка, ако е грип, да кажам, да се изразам, или било каква лесна вирусна инфекција, навистина нема потреба од антибиотици. Но ме повлече една работа што би сакал да напоменам и за гледачкава што се јави дека бебето е 1 месец. Морам да ви напоменам дека целата наша педијатриска служба, зборам наша во цел свет, не во Македонија само, ги советува родителите за здраво бебе, зборам, значи не болно бебе, дека еднаш месечно до крајот, во тек на првата година мора да прават педијатриски контроли. Значи еднаш месечно, крај на први, крај на втори, крај на трети месец мора да го види бебето педијатар, да се види како расте, да се измерат барем 3 параметри, тоа е тежина, висина и обем на глава, и да се прати како е растот и развојот. Од има многу работи кои што фактички во животот почнуваат кога бебето ќе се роди. Така. Имаме уште еден гледач. Повелете, кој се јавува? Дали се слушаме? Во програма сте, повелете. Во ред. Дали се уште на линија? Тука е? Режија, дали може да го... Не можеме да го слушнеме. Да, тука. Да, во ред. Повелете кој е вашето прашање. Вака, бебето е 2 месеци и 9 дена. Така. Исто како претходната гледачка која што се јави. Ги користевме колит капките за грчеви, се ни помогна, меѓутоа исто, значи има период, како и претходната гледачка што се јави, значи не, сега има поинтензивни грчеви. Сакам да прашам, значи, за пробиотикот кој го кажа докторот. Значи му правиме и масажа на бебето, меѓутоа, значи доаѓа еве последниве неколку дена многу, значи со многу плачење. Значи не може ни да заспие ни ништо. Така. Значи како да му помогнат родителите на ова бебе. Ви благодарам што се јавивте. Добро, јас ви го кажав, значи пробиотикот можете да го комбинирате со овие капки, е многу ефикасно. И тоа е тој лактобацилус ройтери, тоа сега нели да не испадне кажуваме така да реклама некому да правиме, меѓутоа тие капки ги има и кај нас. Начинот на давање е многу едноставен, 5 капки на ден, еднашка дневно. Тие кога веќе го спомнавте Колиев како препарат, тоа е фактички препарат кој што е фабрички така именуван, овие се викаат биогаја, фактички таа комбинација е доста ефикасна. Меѓутоа, повторно мислам дека треба да се консултираат уште еднаш со колегите. Да. И сосема на крај, бидејќи имаме многу малку време, мене ме интересира дали родителите кои што имаат ваков проблем треба дали мајката која што дои всушност, дали треба да го преиспита сопствениот начин на исхрана и воедно уште едно прашање, дека се овој проблеми кај бебињата кои што се на адаптирано млеко, дали родителите треба да го сменат адаптираното млеко, дали треба пробат со некој друг тип. Сосема на кратко. Да, само на кратко, значи мајката по принцип ние велиме стално дека мајчиното млеко е природно млеко, антиалергично млеко, имуногенно млеко, помага едноставно, ефтино, значи предности на доење има многу. Единствено може преку мајчиното млеко некои токсични супстанции, не е спорно дека може да поминат.
Затоа треба да внимава мајката да не внесува посебно не оние пестициди, органофосфати, нели сепак храната да е добра, квалитетна и така натаму, да не дојде до пробив на некој од тие компоненти кои што може да направат таков проблем. Така да треба да го контролира нормално својата исхрана, мајката треба да ја контролира, а менувањето на млекото кое е веќе поставено вештачко не би советувал многу. Нема некој голем ефект, така, дури може да се направи поголем проблем. Ви благодарам што бевте дел од емисијата. Јас се надевам дека ќе се видиме повторно кога ќе зборуваме за техниките на доење. Мислам дека тоа е една неисцрпна тема која што ги интересира сите родители. Ви благодарам и на вас. Ви благодарам што бевте дел од емисијата. Имајте убав викенд и се гледаме повторно следната седмица. До гледање.